Динамичното време во кое што живееме ни наметнува одредени модни трендови во кои што се бара да изгледаме според одредени стандарди. Во таа насока многу момчиња и девојки посегнуваат по хемија за да создадат брзо и лесно мускулна маса. Ова може да биде многу опасно. Денес во приказна ќе ја разгледаме оваа приказна. Стероидите според кривичниот закон не се дозволени во продажба. Токму затоа треба да бидете внимателни, особено заради опасностите кои што следат доколку ги употребувате. Еве што успеавме да истражиме во оваа насока. Брзиот ритам на животот и модните трендови прават се повеќе млади момчиња, па дури и девојки да купуваат хемија, сакајќи со малку напор да постигнат врвни резултати. Употребата на стероиди е се позачестен тренд кај младите кои сакаат да стигнат до посакуваното тело за кратко време и со помалку напор. Ајде ќе се вратиме малце поназад, да речеме дека таа идеја доаѓа уште од раните 70-тите. Самите рол модели што се појавија уште од тоа време како Жан-Клод Ван Дам или Арнолд Шварценегер пред све, многу лесно допреа до публиката затоа што за кратко време се појавија луѓе со многу голема мускулна маса. Бум, и тоа се сервираше нели на јавноста и луѓето го перцепираат тоа као easy money или нешто лесно што може да се дојде да се достигне за и кога ќе го прашаа како на тој начин, нели на вистина дечкото го постигна тоа со многу големи експерименти позади него, многу анаболни стероиди и така почна целата приказка да се гради една индустрија до денешно време. Користењето стероиди носи врвни спортски резултати, но гревот се плаќа подоцна кога се јавуваат здравствените проблеми. Кај нас повеќе стероидите се користат за, ајде да кажем, билдерски цели, бодибилдингот. Ние во таа основа не ги поддржуваме тие нивни начела, со, ајде да кажем, нездраво користење на стероидите не може да спаѓаш во група на спортисти. Така да ние поддржуваме све што е баш код тоа, ван тоа и секако јас доаѓам од ракометот и кај нас во ракометот немало многу можеби ич со стероиди, али знаеме други работи кај што треба, значи можеби да кажеш спомнав бодибилдингот, можеби да е дигач на тегови, можеби да е фрлач на џуле, некои си такви кај што треба сила, кај што треба да напумпаш мускул, кај што треба да направиш некоја маса. Знаеме како се прави таа маса, стероидите си го прават своето, тоа природно не можеш да го добиеш, али затоа е кај нас забрането и ние тие работи не ги поддржуваме. Многу често го среќаваме тоа прашање не само внатре во нашите клубови, туку и надвор од нашите клубови. Многу би било интересно да не зборам од лично искуство, да се случи нешто да биде малце пореферентно во нашата држава. Тоа би требало да направиме ние тренерите една соработка со оние матични лекари, каде што ние стално кога ќе седнеме да дебатираме, они кажуваат со какви све проблеми доаѓаат млади кои посегнале по оние анаболни стероиди. Најлесно е, нели, брзо време, брз начин на живот, сите сакаме брзи резултати, едноставно е да речеме, јас сакам за 2 месеца, како за 2 месеца Google, тоа е супер, ќе го земам ја на своје волно, своје иницијативно, но не стојат така работите. Си има правила на природата, на нашата биологија, кои треба да ги следиме и почитуваме, за да не го нарушиме, нели, фундаментот на нашето постоење. Доколку земеме на само иницијативно, следат многу последици, side effect, нели, последици кои што ќе го нарушат нашето здравје. Стероидите се хормони. Секоја суплементација и додаток во исхраната треба да се даде ако постои медицинска причина за тоа. Значи, ако во некоја клетка има недостаток. Физиолошки, за да се зголемат мускулите, неопходно е време. Со стероидите овој процес се забрзува неприродно. Генерално гледано, во мојот клуб и во мојот круг каде што јас работам, ние сме против самото тоа користење на анаболни стероиди. Првото нешто на самото доаѓање на новите клиенти, ние им објаснуваме како работиме, кој е нашиот принцип, дека такви недозволени супстанци не користиме. Дали има назад? Да, може да се зависност какво зло се достигнало со самото зимање на стероиди. Доколку е нешто минимално ситно, нели самите медицински лица ќе му помогнат, но доколку се оштети нешто, може да се оштети, нели, и до крај на целиот живот. Последици има мал број
есен и малт, односно голем број последици, затоа моја препорака е на сите оние млади, најчесто оние кои што посегнуваат по анаболните стероиди се категорија на млади лица од 16 до 18 годишна возраст, кои земаат на собствена иницијатива, или јас на шала се шалам, има такви мали клупчиња, теретанчиња, каде што има нели батиња што вежбале мал извесен период, они зимале на собствена, па они се сега доктори на наука по стероиди и сега јас бато ќе ти каже како треба, ама тоа треба да се внимава и да се пази. Оние всушност дози кога се препорачуваат анаболни стероиди поради некаква состојба во организмот од стручните медицински лица се премногу ниски. Тие се корективни дози. Во бодибилдингот, да речем, се зимаат абнормално многу поголеми, затоа што компетенцијата таму, значи за да излезеш на еден надпревар, сите зимаат анаболни стероиди. Тоа е некоја јавна тајна, сите тоа го промолчуваат, што јас се надевам дека набрзо некогаш во нашата држава ќе се смени тоа. Не е тоа само во нашата држава, тоа се случува индустријски низ целата наша планета. Грон хормонот за раст е најсовремениот и најскапиот светски користен стероид. Проблемот е возраста на која што децата го примаат, што може да предизвика низа несакани здравствени моменти, па дури и смрт. Во медицината, стероидите најчесто се користат како терапија за стимулирање на растот на коските и зголемувањето на апетитот, за предизвикување пубертет кај машките и како помошна терапија против рак и сида. Произведувањето стероидни хормони во телото е нормално, но кога во телото ги има премногу, личноста почнува да се дуе. Консумирањето на ваквите засилувачи наместо правилна исхрана комбинирана со соодветен план за вежбање, повеќе од сигурно е погрешен избор. И луѓето кои што се на анаболни стероиди, всушност основата е тренингот и исхраната. Доколку немаме тренинг и исхрана, џабе ги зимаат и анаболните стероиди. Што значи дека ние со правилен тренинг, правилна исхрана, правилен внес врз основа на метаболичкиот организам, се знаеме кој колку треба да внесе протеини во организмот, ние ќе имаме соодветни резултати на мускулен раст. Јас лично можам да кажам дека од моје искуство дури за 3 до 4 месеца сум можел да покачам мускулна маса од 10 килограми на мене со правилен режим на вежбање и правилен начин на исхрана. Несаканите ефекти зависат од типот на супстанцијата, количината и временскиот рок на внес, како и од осетливоста на самиот организам на одредена субстанција. Например, стимулансите, кои што спаѓаат, да речеме, во втората група на забраните субстанции. Стимулансите, ако да речеме се даваат во терапевски цели кај дефицит на внимание, АДХД синдром и така натаму, останати заболувања, сепак доколку неконтролирано се земаат, тие може да предизвикаат анксиозност, зголемен крвен притисок, забрзана работа на срцето, многу чести се срцевите аритми, срцевиот удар, мозочниот удар и така натаму. Користењето стероиди може да предизвика штетни промени на нивото на холестерол. Најчесто сме заслепени од целните резултати и не ни интересираат последиците. Всушност, што се случува кога зимаме анаболни стероиди? Се случува нешто каде што, нели, знаеме дека основицата за градење на поголема мускулна маса е тестостеронот во самиот организам. Ние си имаме природно кој колку ниво на тестостерон има во организмот. Доколку сакаме да имаме поголема густина на мускулна маса, неизбежно име, нели, на оние кои тренираат бодибилдинг, неизбежно во нивната свест да користат тестостерон. Но тоа не значи дека со мако трпна работа, со правилна исхрана, правилно дозиран тренинг, ние нема да го достигнеме оној резултат на поголема мускулна маса. Некои од најчестите несакани ефекти вклучуваат главоболка, повраќање, промени во бојата на кожата, губење на косата, промени во сексуален интерес, акни или мрсна кожа. Бидејќи анаболичните стероиди работат слично на тестостеронот, тие често ги создаваат лојните жлезди на кожата за да произведат повеќе масло, како што телото повторно минува низ пубертет, а многумина што користат стероиди страдаат од акни и невообичаено мрсна кожа. Стероидите, поготово анаболните стероиди, тие пак имат штетен ефект доколку се земат од страна на младите, адолесцентите, кои што се уште во раст и развој, па влијат на заостанување на растот на долгите коски. Значи, тука имаме престанок на развој на растот и развој кај децата, кај младите.
Меѓутоа, многу често се појавуваат и кај мажите импотенција, поради тоа што предизвикуваат намалување на развојот на тестисите, ја пореметуваат сперматогенезата и на крај предизвикуваат импотенција кај мажите. Појаван имаме на раст на гради кај мажите, така да мажите имаат изглед на жена, додека пак кај жените се намалува растот на градите. Тие пак имаат појава на продлабочување на гласот, потоа пореметување на менструалните циклуси и така натаму и така натаму. Пациентите кои користат стероиди можат да качат 7% или повеќе од нивната тежина. Некои студии покажуваат дека кај пациенти со долготрајна употреба на стероиди, тежината се зголемила за повеќе од 12 килограми. Еве сега ќе збориме малце попластично, ќе се обидам да го објаснам сето тоа, ќе зборам од скалила од 1 до 10. Да речеме дека секој од нас има одредено ниво на тестостерон во организмот. Имаме 4 стандард. Доколку сега јас земам за да го убрзам процесот на градење на мускулна маса, да го згустам мускулот, ќе земам 7 единици. Што се случува кога ќе земеме 7 единици? Всушност нашиот метаболизам, нашата пинеална жлезда го детектира дека имаме преголемо ниво и им вели на нашите тестиси да престанат да лачат затоа што имаме преголема количина. На тој начин ние веќе ги оштетуваме самите тестиси да лачат понатаму тестостерон. Всушност, понатаму кога тие луѓе ќе се откажат од таа надворешна анаболна употреба на тестостерон, понатаму нивните тестиси стануваат мрзливи и не лачат 4, туку лачат 3, 2 и многу помалку. Тука доаѓа последователно оној психолошкиот момент каде што сите тие луѓе кои веќе еднаш поседнале по анаеробни стероиди, понатаму не можат да се гледаат во огледало како нивната мускулна маса е мала, не е толку густа и повторно посегнуваат понатаму да користат анаболни стероиди затоа што тогаш се чувствуваат убаво, силно, нели? Секој сака да се чувствува убаво во сопственото тело и силно, но последиците понатаму не коштаат во животот. Сериозни несакани ефекти вклучуваат промени во расположението, како што се рафали на гнев, анксиозност и депресија и проблеми со спиењето. А нарвалните стероиди исто така може да доведат до намалување на бројот на сперматозоидите и да предизвикаат проблеми со плодноста кај мажите. Стереотипски се прифаќа дека само мажите користат анаболни стероиди, но нажалост користат и многу жени. Ќе направиме една мала компарација на една здравствена состојба, тоа се вика анорексија. Луѓето кои особено кај дамите кои што се гледаат во огледало и стално се они предебели, мора да ослабат и да симнат килажа. Во бодибилдингот се јавува една обратна состојба психолошка која што се нарекува бигорексија. Што е бигорексија? Всушност кога луѓето се гледаат во огледало и цело време мислат дека се мали нивните мускули и мора да надоградат уште поголема, погуста мускулна маса. Во денешно време атрактивно е кај мажите, нели, градниот кош, бицепсите, рацете, раменскиот појас да ги билдаат и тоа да изгледа атрактивно. Кај жените се случува нешто по-друго, по-различно. Они сакаат глутеусот, задникот, долниот дел од телото да го набилдаат малку повеќе од нормалното за да бидат поатрактивни. Доколку нивото на машката фигура на тестостерон е овдека, женскот естерогенот е овдека, нешто обратно се случува во женскиот организам. Нивото на естероген е поголемо, а нивото на тестостерон е помало. Затоа они не се склон кон густа мускулна голема маса. За да ги направат оние баш атрактивни задници, они зимаат анаболни стероиди. Со тоа го нарушуваат целото нивно метаболичко здравје, буквално се случува по 7-8 месеци они да немаат циклус месечен. Пропратно со оние, нели, диуретици кои ги зимаат за да ги сфрлат течностите, за да се отцрта повеќе облината, тоа уште толку повеќе им го нарушува здравјето. Кај жените може да предизвикаат нередовна менструација, невообичаен раст на косата во телото или во лицето и продлабочување на гласот, но и задржување на вода, отоци на телото, недостаток на здив и невообичаен замор, кои може да бидат и знаци на срцева слабост. Имаме група на хормони на раст, кои што многу често се достапни кај нас како и стероидите во нашите продажни, нашите теретани и фитнес центри.
И доколку тие се користат, особено во фазата на раст и развој, предизвикуваат акромегалија, зголемување на периферните, нарастот на периферните делови на телото, како што се шаките, стапалата, вилицата, ушната школка и така натаму и така натаму. Како и да е, голем дел од овие предизвикуваат од сите останати, како и диуретиците, да речеме диуретиците пак ако се најчесто се земаат кај спортови каде што се бара држање на телесна маса, па најчесто се тоа боричките вештини, да речем, боричките спортови. Тие, доколку често се земаат, предизвикуваат дехидратација и замор. Меѓутоа, штетно делуваат на сите останати системи. Потоа имаме канабоиди, да не ги заборавиме канабоидите. Денеска многу често е појава присуството на марихуаната кај спортистите, користењето на марихуаната и останатите опоиди. Како во медицински цели таа може да се користи, канабоидите се користат за намалување и убlažување на болката, меѓутоа тие предизвикуваат генерално релаксација, пореметување во координација, рефлексии и така натаму. И во големи дози може да предизвикаат и депресија на респираторниот систем, кој што може понатаму да резултира и летално со смрт. Честопати социјалните мрежи придонесуваат за поттикнување погрешна перцепција. Да речеме дека медиумите се контролирани, се уште има некаква законска полиса, законска регулатива, но самите социјални медиуми се уште се анархија. Буквално секој може да се представи како доктор на наука, како специјалист за нешто. Сите оние YouTube канали се сервираат лудости, и младите генерации кои што не знаат да го препознаат сето тоа, знаат многу лесно да посегнат и да бидат жртва на едно такво случување во нивниот живот, што може да ги кошта многу за нивното целокупно здравје. Здравието мора да биде врвен приоритет, без разлика која цел сакаме да ја постигнеме. Доколку пиеме кафе е здраво, доколку цело време пиеме кафе е штетно. Убаво е, здраво е да ние направиме блага абстинација и од кафето. Така да оние луѓе што цело време гледаме дека се во топ форма, убаво е и да направат пауза малце од нивните стероиди и од нивните диуретици за да го смират нивниот организам, нивното ментално здравје пред све, последователно нивното физичко здравје. Постојат повеќе од 100 вида анаболички стероиди, кои ги има во апчиња, инјекции и гелови, а можат да се набават во аптеките со рецепт или илегално на црниот пазар. Без лекарски рецепт стероидите се забранети за поседување и дистрибуирање. Според Кривичниот законник на Република Македонија, стероидите спаѓаат во прекурсори и според членот 215 неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Казните се или парични или од 1 до 10 години затвор, во зависност од тежината на делото. Би сакала да дефинираме прво што се стероидите. Интересна тема, иако стероидите се суштина стара приказка. Тоа што кај нас сега функционираат на големо е окей, јасно е, меѓутоа да објаснам за јавноста што се стероиди. Прво, стероиди се една група на соединенија кои што внатре имат едно заедничко јадро хемиско на холестеролот и во таа група на стероиди влегуваат една група на хормони кои што нашиот организам ги синтетизира. Знаете, хормоните се групата заедно со нервниот систем, они што ги регулираат сите наши функции. И сега, каде е приказката со стероидите, зошто се земаат? Што е суштината на проблемот? Прво, во групата на стероиди влегуваат хормони кои што ги лачат нашите полови жлезди. Тестисите, јајниците кај жените, влегуваат група на хормони стероиди кои што ги рачи надбубрежната жлезда, па кои што се многу битни во процесот, кои што денеска како хемиски се користат во разни терапии. Например, ви го знаете ковид состојбата, доста се третира пациентите со кортикостероиди во одредени ризични состојби, значи дел од тие стероидни компоненти веќе фармацевтската индустрија ги количи како лекови. Што е со проблемот сега со овие стероиди кои што ги земаат младите, а се користат и во спортот, зашто станува збор? Прво, групата на стероиди кои што ги лачат половите жлезди, кои што воглавном се активираат во фазата на пубертетот, имаат градивен елемент, значи расте организмот, кај машките се формираат секундарните полови карактеристики, се зголемува мускулната маса, кај жените настануваат други промени, бидејќи они па имаат естрогени.
И уште од минатиот век употребата на стероиди е јасна во илегални трансакции и така натаму, меѓутоа зашто станува збор? Многу е сериозна приказката, тоа сакам да кажам. Зошто? Еве ќе ви кажам како функционира еден ендокринолошко невролошки систем кај човек. Например, имате дете, 15, 16, 17, 20, 25, не е важно. Тестисите лачат тестостерон. Како лачат тестостерон? Една повисока жлезда горе во мозокот, еден дел од мозокот, што се вика хипоталамус, вика, имам доволно тестостерон во крвта. Затоа јас сега на една подолна жлезда ќе пратам една материја на кој што ќе дадам наредба веќе да не се лачи тестостерон, затоа што имам тестостерон. Праќа една материја до подоле хипофиза, ова вика, добре, примев информацијата и она сега праќа па друга материја која што ја контролира функцијата на тестис, се вика немој да лачиш тестостерон. И тоа е така наречена негативна повратна врска во организмот. Значи нешто расте, нешто се качува и тоа во организмот функционира перфектно. Господ створил да тоа функционира перфектно. И тие концентрации на хормони се во многу мали, во пикограми, во нанограми и така натаму. Сега немој да заборавиме дека на тестисите, конкретно кога збориме за тестостеронот, таа жлезда погоре, кога нема да излачи, таа истовремено и не го стимулира. Значи, лачењето на тие материи на тестисите не само што ја зголемува секрецијата на тестостеронот, туку истовремено и ја зголемува жлездата, ја зголемува секрецијата на клетки, значи учествува во она трофичка улога, ја држи големината и интензитетот на активноста во задоволително ниво на таа жлезда. Сега пред да објаснам што ќе направат од надвор дадени стероиди, тестостерон, да ја опишам улогата на стероидите, конкретно на тестостеронот. Он има анаболна улога. Под анаболна во медицината се подразбира синтеза, значи ја зголемува мускулната маса поради зголемување на синтезата на протеини. Меѓутоа, не само на скелетната мускулатура делува и на миоцитите, делува и на делна масната мускулатура, делува на нервниот систем, обично тие се поанксиозни. Зошто машките се поагресивни, зашто не луѓе кои што имаат повеќе ендоген внатрешен тестостерон се агресивни, поимпулсивни, значи улогата на тестостеронот не е само да ја зголеми мускулната маса, туку има и целосни други функции на организмот. Дали може да бидат опасни по живот? Да, па сега доаѓаме. Ако тој улогата на тестостеронот, меѓутоа он има интересна приказка да он е лимитирано неговото дејство. Значи он, за разлика од хормонот на раст, за кој што може ќе проговориме, кој што не е во оваа група на стероиди, неговата активност е лимитирана во поглед на тоа не можете вие бескрено многу да го давате, па он бескрено да врши ефект. Кога ќе го постигне својот ефект максимален, и тука е лимитот. За разлика од хормонот на раст, цел живот да го давате, он цел живот ќе ги врши своите ефекти. И сега што правите од надвор кога ќе донесете? И тука настануваат драматични проблеми со здравјето. Тестостеронот денеска внесен од надвор, значи говориме од надвор, екзоген има и лечебна функција во оние случаи кога имаме разни пореметувања на оската, вродени, индуцирани, секундарни, или кога имаме масовни трауми, па се губат големи делови од телото, па имате мала мускулна маса, па со екзоген од надвор внесен некој стероид или негов аналог, би се зголемило во лечебни цели. Меѓутоа, кога на еден организам, поготово млад, кој што воспоставува рамнотежие рамностази, ќе му дадете од надвор хормон, што настанува? Се сте му дали од надвор тестостерон или аналог на тестостерон и се сеќавате на првиот дел од муабетот. Не ги излачил тој тестостерон, не го излачил тестисот, туку сте го дали од надвор. Горе таа оската што вика, ја имам тестостерон. И она праќа до хипоталамус, праќа до доле и не го стимулира тестисот, затоа што има тестостерон и истовремено пополека тестисите се скврчуваат. Значи, еден условно кажано маж пополека со долги месеци на земање ќе се феминизира. Ако станува за збори жени, јас сум имал искуство, имам на возрастни луѓе, губат менструации, стануваат анксиозни, имат такви драматични промени. Прво, модификација на секундарни полови карактеристики. Веќе кога ќе видите долгогодишните корисници на тестостерони, ќе видите комплетно променени личности, не само во телесниот, туку и во психичката сфера. Имате губат редовни циклуси, агресивни стануваат, имат пореметување на сонот, меѓутоа може да дојде и до смртни последици. Може да умрете, може да оставите драматични хронични проблеми на здравјето, буквално ќе пореметите целата внатрешна рамнотежа и ќе треба долг период да излезете од тоа. Како ги земаат кога според кривичниот закон не се дозволени за користење? За
Знаете како, вие стероидите ги имате како лечебни, ви реков, материи. Второ, светот на стероидите и светот на допингот, светот на дрогата, тоа се исти канали. Позади е иста индустрија со исти интереси. Кога младите се сериозна таргет група, знаете зошто? Затоа што тој период кога се расте, кога се добива социјална идентификација, се будат хормоните, има потреба за самоспознавање и доживување, обично се поистоветува се некои јунаци надвор. Сето тоа давање на стероиди, иако се анегдотски, што значи анегдотски? Трпе му кажа на Јана, ја видов на интернет, другар ми зема, на другар ми му кажа овој, значи не научни докажани, анегдотски, така функционираме, ние бараме инстант промени. Главните набавки одат преку фитнес клубовите, преку луѓето. И знаете како, за да вие одеднаш добиете мускулна маса, во толку краток период тоа само може да го направи стероиди. За да добиете зголемување на мускулната маса во редовен процес тренажен со земање на соодветна храна, требаат месеци. И значи прво филозофијата инстант, сега во моментот имам ефикасно нешто за да ти имаш мускули. Второ, го намалува и масното ткиво и нели изгледот е подобар и така натаму, она само докажување, сама спознаја, смирување на сопствената несигурност и идентификација со надвор. И тоа многу добро се користи веќе цел век. И тоа функционира, меѓутоа е интересно што начините на давање многу често децата и не знаат што примаат. Затоа треба многу посериозна, можеби, инспекцијска анализа, многу посериозна анализа на сите тие случаеви, за да видиме како ги земаат децата стероидите. Кај некои се додаваат во додатни материи, ме разбирате, затоа што кај некои нарочно се дават. Меѓутоа, децата се многу лесен таргет. Ние може ќе покренеме званична иницијатива, меѓутоа бев иницијатор на времето кога сме дискутирале во склоп на Агенцијата за спорт и млади да секој, например, суплемент што ќе влезе додаток во исхраната, да некако пројде низ оваа наша организација, па и ние да дадеме некој пас, затоа што знаете, голем дел од стероидите работите може да ги имате во материи во кои што пишува дека ги нема. Да кажеме, разни суплементи на креатини, разни протеини и така натаму. Имаше изјава на еден спортист кој што кажа дека користел суплементи, па анализата на допинг покажала дека има присуство на допинг. Многу интересна работа, бидејќи јас па и тоа е мојата субспециализација во ова национална антидопинг комисија баш за суплементи и допинг. Еве ќе ви кажам, пред Олимпијадата последна во Токио, јас сум присуствувал на 4 олимпијади порано, бидејќи бев председател на здравствена комисија на Олимписки комитет. Е докажано се повеќе дека најголем процент на така наречените позитивни допинг случаеви, над 50% се како резултат на употреба на суплементи. Сега, ќе речете како е можно тоа. Прво, суплементацијата е посебен проблем. Од медицински аспект по дефиниција, суплементи се додатоци во исхраната од типот на разни минерали, протеини и така натаму витамини, за кои што има медицински верификуван податок дека недостасуваат. Да кажеме, имате некоја хипохромна анемија, имате малце железо, не вносувате тоа и сега ќе додадете железо. И втората причина зашто најчесто во спортот се даваат витамини е така нареченито наводно нивни ергоген ефект. Тоа што значи? Ергоген ефект значи дека таа материја ја зголемува работоспособност. Со други зборови, тој спортист побрзо ќе трча, ќе има поголема мускулна маса, побрзо ќе се опорави, како главен проблем во спортот, каде што и генерално се врши допингувањето, за да побрзо биде спремен од една до друга сесија поради заморот. Ќе се вратам на витамини сите земаат без да се консултираат со лекар. Колку тоа може да биде опасно? Многу опасно, затоа што видите вака, еден лекар прво треба да биде критичен каде влегува. Јас, например, многу често кога беше за случајот за короната, ми се јавува све, реков, ја немам што да говорам, иако ми се познати доста работи, предавам физиологија, да кажеме инфекција, меѓутоа не. Тоа не е моја експертиза, можам да говорам за физичката активност и
ковидот или постковид состојби. Така и овде препишувањата на додатоци во исхраната кај нас веќе стана државен спорт. Секој ти препишува. Знаете што е многу интересно, спомнат, самите фитнес клубови им препишуваат. Ке земеш ова, и истовремено им ги продаваат таму. Пари е посреди. Значи, ако не знаете што се случува, гледајте го токот на парите. На крај све е пара. Нашите деца се таргетирани како конзументи. Сите сакаме брзи резултати, но кога би биле малку поистрајни, потрпеливи, ако посветено го следиме процесот на здрава исхрана и програмите за вежбање, несомнено е дека ќе ни треба повеќе време за убаво тело. Но сето ова е многу подобар и логичен избор ако размислуваме за целокупното наше здравје. Некои луѓе, сакајќи сето тоа да го скратат, посегнуваат по хемија која после некое време си го зема својот данок. Распространето е, многу е достапно, имаме компетентни личности што сепак тоа го овозможуваат и ако кажеме еве ќе бидеш како мене, зашто да не, јас сум здрав, прав и се, можеш слободно и за месец, 2-3 ти ќе имаш резултат. Се е до брзината на резултатите без да мислиме на последиците кои што ќе настанат од земање на хемија наместо со поголема трпеливост и правилна програма тоа да биде малку поистрајно и да се си добиеме нормален резултат без да употребуваме хемија. За добри резултати од вежбањето, освен време, трпение и соодветна исхрана, важна е и генетската предиспозиција, која од некои луѓе бара повеќе посветеност и внимание, што најверојатно е и причина плюс да се посегне по лоша хемија. Тука е многу важна и генетската предиспозиција. Ние некад сме и контрадикторни, ама како гените па исхраната, меѓутоа во овој случај нормално дека е многу важна и генетската предиспозиција и може да се постигнат резултати. Зависи за кој мускул, збориме за реална мускулатура што моето тело може да ја истрпи каква што ми е генетиката, или збориме за нереална мускулна маса, така? За нереална не може. Колку ќе треба да изедеме во текот на денот за нормална физичка активност, рекреативност, збориме сега јас рекреативно. Се што е професионално бодибилдинг не навлегуваме во тоа. Ние збориме за групата на маса на луѓе што треба да ги разграничат тие работи и да знаат што треба како информација да прифатат, што значи кратко ако треба да одговорам, може, меѓутоа мора трпение, програма за вежбање и реална желба за сопствениот изглед и тело. Имајќи ја предвид достапноста, но и леснотијата со која некои луѓе ја представуваат хемијата како потреба, тренерите се тие кои се првите што може искрено да им посочат на луѓето што е добро, а што лошо за нив, бидејќи кон нив се упатени многу прашања. Од старт кога ќе дојдат, ние на поинаков начин се поставуваме, се представуваме кои сме, зошто сме тука и дека нашата најглавна цел е ние да им предложиме како да си го подобрат квалитетот на живот на правилен начин. И за тоа ставаме буквално некоја бариера, да мене не ми се случило да дојде некој да ми каже ја сакам да земам од ова, сакам да земам стероид, на пример, или сакам нешто да земам. Буквално го немаме тој проблем, ама тоа е затоа што од старт ги ставаме границите зошто сме ние тука и зошто доаѓаат они кај нас. Не им даваме лажна надеж за некаков резултат. Се случува, ако им кажеме дека за месец-два не може да го постигне резултатот, они не ни почнуваат да вежбат, чисти сме и јас. И они. А советите ги даваме на поинаков начин, ние им држиме редовно предавање, затоа што не е само вежбањето, туку е исхрана и цело време ги надополнуваме со знаење, со информации, правилно онаму докаде што ние сме едуцирани да го направиме тоа, без да збориме за медицина и понатака, него каде е до правилната исхрана и како да го подобриме квалитетот на живот и цело време ги информираме како со тоа да напреднат и да ги постигнат саканите резултати. Околу прашањето дали секоја суплементација и додаток во исхраната треба да се даде само ако постои медицинска причина за тоа, Елена вели дека треба внимателно да се прави разлика помеѓу добра и лоша суплементација за нашето здравје. Кога збориме за таа некоја основна суплементација не е лошо, меѓутоа многу е важен изворот на информација и не е толку страшно. Дека има суплементација која во зависност од тоа како ние се храниме, каков живот живееме, дали професионално тренираме, па и рекреативност. Дојде ред рекреативно да тренираат 5 пати во неделата, тоа е многу трошење на телото. Значи се трошат просто витамини и минерали од телото со самото потење. Ако малку залутаме со исхраната заради брзиот начин на живот и се вежба, ние одма имаме дефицит на одредена состојба која што не може да подлегне под медицинска
помош дека сме болни или нешто, а недостасува. Кога станува збор за индивидуален пристап, кога станува збор за надпревари, например, кога станува збор за хиповитаминози од еден аспект на еден витамин, тогаш веќе се консултираме со доктор. Мора да ги поделиме работите. Тука неукоста, мислам дека во прашање неправилната информација или па премногу информации натрупани да стигнеме до некој, мора за ваква работа да се знае дали ќе се праша нутриционист, дали ќе се праша професионален тренер кој што е едуциран или на крај матичниот доктор супер ќе даде информација. Мора да знаеме кои извори ги треба да ги примиме за да донесеме правилна одлука. А не збориме за потешка хемија, нели, која што се употребува за тие брзи резултати. Нашето тело е една паметна биомеханика која се случува внатре, па затоа резултатите кои доаѓаат поспоро со правилна исхрана и посветеност повеќе траат, за разлика од брзите резултати, кои како што брзо доаѓаат, брзо и си одат, при најмала промена на начинот на живот, вели на крај Бубало Михајловска. Една од најголемите опасности кога се во прашање постигнувањето на спортските резултати е допингот. Што ви носиме на оваа тема денес во приказна, погледнете сега. Злоупотребата на супстанции и лекови и нивното користење во нетерапевтски потреби најчесто се применува во спортот, кој е директно поврзано со допингот, кој во основа е штетен за здравјето. Практично, допингот се смета за една од најголемите опасности во спортот. Допингот подразбира во суштина користење на забранети средства и методи или забранети супстанции и методи од страна на спортистот со цел да се подобри неговиот тренажен процес или да се подобрат спортските резултати или перформанси. Допингот представува користење недозволени средства или постапки кои се наоѓаат на позитивната допинг листа која се објавува во иста или промената содржина секој јануари, во согласност со антидопинг кодот. По дефиниција, допингот подразбира појава на едно или повеќе прекршување на правилата кои што се добро дефинирани во членот 2 на антидопинг правилата на Македонското НАДО. Македонското НАДО е Националната антидопинг комисија и овие антидопинг правила кои што се добро дефинирани, ги има вкупно 11, тие се имплементирани, сите овие правила се имплементирани се од 1 јануар 2021 испроведени до сите, доставени до сите спортски федерации во нашата земја и се во согласност со правилата и меѓународните стандарди издадени од страна на Светската антидопинг агенција, прво Светскиот антидопинг код и останатите меѓународни стандарди кои што ги издаде Светската антидопинг агенција пред две години. Спортистите користат голем број супстанции со цел да го подобрат настапот, да ја намалат анксиозноста, да ја подобрат мускулната маса, да ја намалат телесната маса, па поради тоа и се наметнува потребата од нивно испитување. Во најново време, во поразвиените земји, најчесто се користи еритропоетинот, меѓутоа познати се некои синтетички носачи на кислород и исто така се користи трансфузијата на крв. Еритропоетинот, да речеме, во медицински цели се користи кај анемии со бубрежна етиологија, со бубрежни заболувања, меѓутоа спортистите најчесто го користат еритропоетинот со цел да се зголеми бројот на црвените крвни зрнца и да се зголеми количеството и дотокот на кислород до ткивата. Инаку како таков, ако се зема често и прекомерено, тој може да предизвика пореметување во хемостазата, во коагулацијата на крвта, што може да резултира понатаму со белодробни емболии, мозочни емболии, значи срцеви заболувања и така натаму. Допингот најпрво се користел во велосипедизмот. Па дури и соодветно внимание на оваа појава се посветува дури по смртта на данскиот велосипедист Кнут Јенсен, кој починал од предозираност со амфетамини во 1960 година на Олимписките игри во Рим. Забранети супстанции и методи се забележани во велосипедизмот, потоа во кревање на тегови, кревање тежина, во атлетиката и во пливањето. Тие се најчесто застапени спортови, меѓутоа ниеден мора да напоменем дека ниеден спорт не останува имун на допингот.
На 10 ноември 1999 година е основана Светската антидопинг агенција World Anti-Doping Agency. Во 2003 година е донесен и поддржан меѓународниот WADA код како база за борбата против допингот во спортот. Кодот стапи во сила од 1 јануари 2004 година. Повикувајќи се на Меѓународната конвенција против допингот во спортот на УНЕСКО, Република Македонија на 19 август 2008 година ја ратификувала конвенцијата, со што таа стана дел од македонското законодавство со цел заштита на есенцијалните вредности на спортот, односно постоење на чистиот спорт. Според конвенцијата, допинг контролата представува еден вид услов за организација и учество во рамки на меѓународни спортски настани, а особено оние со повисок меѓународен карактер. Прво би сакала да кажам дека сите овие супстанции кои што се на забранетата листа, за да бидат ставени на таа листа, треба да исполнуваат барем 2 од вкупно 3 критериуми. А тоа се да ги подобруваат спортските перформанси, да се штетни по здравјето на спортистот и да го повредуваат спортскиот дух. Оваа листа ја издава Светската антидопинг агенција секоја година и ја обновува, односно ја апдейтува. Еве сега да речеме, очекуваме за месец-два да стигне новата листа за 2023 година, која што ќе стапи во сила од 1 јануар следната година, со сите возможни модификации и промени на таа листа, затоа што секоја година треба да се следат тие промени кои што ги издава WADA. На оваа листа може да се види дека те се поделени супстанции во 3 групи. Првата група се супстанции кои што се забранети, супстанции и методи кои што се забранети и во тек на надпревар и надворен надпревар. И тука има една плејада на супстанции како што се анаболните стероиди, пептидните хормони, нивни модулатори, бета 2 агонистите, диуретиците. Тука спаѓа исто така и методите, забранетите методи, каде што спаѓаат манипулирање со крвен допинг, потоа хемиски и физички манипулации и трансфузија на крв. Додека во втората група спаѓаат супстанции кои што се забранети само во тек на надпревар кога се употребуваат, како што се стимулансите, гликокортикостероидите, наркотиците, канабоидите. И во третата група спаѓаат супстанции кои што се само забранети во одредени групи на спортови, еве како на пример бета-блокерите во стрелаштвото или во автомобилизмот или во некои подводни спортови и така натаму. Допингот во спортот е нешто најлошото што може еден спортиста да го замисли и мисли дека може со тоа да го сокрие или да направи некој си успех кој прво сам од себе ќе трнам јас како спортиста и да не ме фатели на таков допинг тест, а сум имал милион допинг контроли, не би се осеќал удобно дека сум го направил или сум преварил некој или сум направил некоја затскриена работа. Дефинитивно допингот е зло и наша веќе голема борба и заложба од Агенцијата за млади и спорт да веќе тоа го направиме со закон, веќе сме при крај. Ево ние сме како агенција под Министерството за правда, веќе е пратен таму предлогот за законот и мислам дека за брзо време овие денови треба да влада да го браниме тој предлог и се надевам дека ќе имаме закон за антидопинг и ќе постои една независна агенција која ќе раководи со тој, да кажам, антидопинг, пошто да имаме за белешки од пред 15 години. Во моментов се подготвува законска регулатива. Мислам дека се при крај се усогласуваат, усогласени скоро све и моја намера јас имав пред на светското првенство во затворен простор, имаше светско првенство во атлетика во затворен простор и беше доен гостин претседателот канаѓанецот на антидопинг организација заедно со европскиот. Направивме состанок и се заложив јас да кога ќе дојде до време на влада бранење, што значи тој закон за нас спортистите, да дојдат и од нивна страна, ќе дојде европскиот претседател и да образложи на влада зошто е важно да биде ова независно тело. Значи да не биде ни под агенција, ни под некое си министерство, ни под некој човек од директно под капата на државата, за да биде она буквално независно, за да може да утре некој спортиста, не знам, прават допинг тест, нели ке тие се пуштаат во Лозана, таму ги прават, нашите ги контролираат, да може да направи, не, овој нема да го пуштиме, за да
пројде, така да тоа треба да биде независно и само така ќе го стабилизираме спортот во нашата држава. Согласно препораките од конвенцијата, борбата против допингот во спортот може да биде ефикасна единствено доколку во секоја земја постојат допинг контроли и доколку тие се изведуваат без претходно известување, надвор и за време на надпреварите. Основање на Агенцијата за антидопинг е една од клучните обврски од меѓународната конвенција. Ако ги прашате луѓето кои што се задолжени за таа материја, ќе ви кажат кога сакаме. Пред почетокот на пандемијата со COVID-19 многу често, речи се секоја седмица или секоја коло од Македонската фудбалска лига, сега малку поретко од причина што телото кое што раководи во тој дел сега е Националната антидопинг комисија која што е во рамки на Агенцијата за спорт и млади. Меѓутоа да, се прават тестови и се утврдува подготвеноста на фудбалерите во однос на тоа прашање. Во рамки на Фудбалската федерација на Македонија пред почеток на секоја надпреварувачка сезона најмалку еднаш, меѓутоа во координација со одговорните луѓе од Комисијата за антидопинг, која што е во рамки на федерацијата и многу почесто, дури тоа е влезено и во системот на лиценцирање. Тоа значи дека тренерите кои што се обидуваат да добијат поголема едукација во однос на нивната струка, мораат да ги добијат насоките и во однос на средствата кои што смеат да се користат или се на листата на забранети супстанции. Ако зборуваме за конвенцијата која што е усвоена во Собранието на Република Македонија, апсолутно да обезбеди секакви услови кога е во прашање таа програма која што ја имаат од Националната програма за антидопинг и се разбира да врши едукација не само на тренерите, туку и на фудбалерите и сите луѓе кои што се вклучени и во организација и во самите надпревари. Допингот со цел да се постигнат брзи спортски резултати не е карактеристика само на времето во кое што живееме. Во минатото, уште во античка Грција, се земале печурки кои што имале халуцигено дејство. И римјаните користеле одредени чаеви со цел да постигнат добри резултати. Еве што денес на оваа тема ви носиме во артикулација. Забранетите супстанции и нивната злоупотреба кај спортистите не се феномен само на денешницата. Тие биле користени уште во давнишното минато. Старите грци користеле разни видови печурки со халуциноген ефект. Римјаните, особено во боричките спортови, користеле разни мешавини на чаеви за да ги подобрат своите физички можности. И самиот збор допинг потекнува од употребата на вакви супстанции низ вековите. Имено, јужноафриканското домородно племе Зулу користело сок кој се викал доп, како стимулант при одењето во војна и ловење. Записите за допингот се многу чести во 19 век, како користени супстанции се вклучени кофеинот, алкохолот, нитроглицеринот, опиумот и страхининот. Првиот извештај за смртен случај кој е поврзан со допинг датира од 1886 кога англиски велосипедист починал од предозираност со супстанцијата триметил. Франција е првата земја која во 1963 година воведува законска регулатива за допингот, пример кој набрзо го следат и други земји. Тоа беше се што ви подготвивме во денешнава приказна. Се надевам дека информациите и приказните кои што ги споделивме ќе бидат добра поука да бидете внимателни, бидејќи здравјето е нашиот приоритет. До видување до следната приказна.